Здраво, ова е 102-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Irishman на Мартин Скорсезе, во кој станува збор за платениот убиец Френк Ширан, глумен од Роберт Де Ниро, кој од дом за стари лица се навраќа на подробностите од неговите славни мафијашки денови, кај што под наредба на Расел Бафалино, глумен од Џо Пеши, бојадисувал зидови на куќи со помош на крвта на нивните собственици, го засадувал оружјето на дното на реките и отстранувал мртвите тела, а при тоа го придружувал и Џими Хофа, глумен од Ал Пачино, на неговите патешествија, додека и неја добие наредбата да го отстрани поради неговото неконтролирано однесување, кое предизвикува бранување во видоизменетата хиерархија во мафијата, чишто членови се во конфликтна ситуација и противречат на неговата реторика. Не знам дали некогаш повторно ќе може да погледнеме филм со овие актерски великани Де Ниро, Пачино, Пеши и Харви Кейтел собрани на едно место, кои заедно ќе пленат од секој кадар на делото, а со својата актерска изведба добиваат предизвик да се надглумат еден со друг и да покажат дел од вештината на актерскиот занаед, што во изминатата деценија не било случај со филмовите во кои само се појавувале на сет, безволни да демонстрираат глумачка бравура, затоа што биле немотивирани, месечарејќи од една во друга сцена, механички рецитирајќи ги репликите. Еден гангстерски филм не би бил ништо без своите тропи, односно без наглото изрешетување на телата на неистомислениците, таа неизбежна компонента која е надополнета со соодветни ултра слоу моушен ликвидирања на луѓето кои го прекршуваат дадениот збор и се обидуваат да ги надитрат соработниците, да се раздвои фамилијата од организираниот криминал, кој вклучува рекет, лихварство, одмазда и територијална борба за превласт. Суетите се подигнуваат до небото, кога проработува алчноста од наглата заработка и се донесуваат непремислени одлуки кои се плаќаат по цена на животите. Меѓутоа, режисерот на овие препознатливи жанровски атрибути ја додава индигнацијата на морално компромитирачките ситуации. Се чувствува тежината од волуменозното времетраење на делото, тие 210 минути, кои се елоквент на еден мини-серијал од 3 едночасовни епизоди. Во првиот чин се запознаваме со инволвирањето на Френк во мафијата и прераснувањето на убивањето во професија, вториот го содржи подемот и падот на Џими Хофа, а третиот чин се сведува на неговата тивка елиминација. Иако преелаборативен е прологот, а епилогот меандрира, монтажерката Телма Шунмейкер создава низа на комични сцени за време на вооружувањето, засилени со нарацијата, задржувајќи го континуитетот на одминувањето на трите декади. Иако делото е најсилно, таму кај што кинематограферот на Инариту, Родриго Прието, кадрира придружен со молк. Токму од тишината овој филм блеснува. Дали станува збор за молчеливото возење на Де Ниро, кое ми предизвика далечна алузија на Такси Драйвер, студиозната подготовка за извршување на убиството, или пак флуидното приближување и оддалечување на камерата во воведот и епилогот, тие решенија во кадрирањето му даваат уникатен белег на едно од најдобрите дела на Скорсезе во оваа деценија. Филм кој на своевиден начин го исполнува квалитативниот императив на рамниште на Goodfellas и Казино, правејќи своевидна неофицијална трилогија на мафијашки филмови во полоцнежниот период на богатата филмска кариера на Марти. Сценариото покрај Хофа ги вовлекува и животите на Кенеди, Никсон и Кастро во матните сделки на италијанското подземје. Иако ова е машки мафијашки филм, најочигледниот недостаток кој може да се напомене е отсуството на женските ликови, меѓутоа кога се присутни, како што е речиси немата изведба на Ана Паквин, се искажува многу повеќе со нејзините очи и гестикулации, отколку со какви и да биле реплики, но секако дека нема женски пандани кои се рамо до рамо со криминалците, што представува свесна одлука на Скорсезе, кој не прави филм да ги задоволи сите побарувања, туку да ги прикаже начелата кои се најсуштински за делото. Подобро да бидат изоставени женските ликови од филмот, доколку нема добри и издржани женски карактери, отколку да ги стави само колку да ги има.
Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро речиси една деценија се обидуваат да ја адаптираат книгата на Чарлс Брент во Холивуд, пролонгирана агонија во која големите студија им ја затворија вратата пред очи за овој проект, затоа што можеби не им се даваат големи суми на пари на еден непопулистички жанровски филм, за откако Paramount ќе крене раце од проектот, Netflix да го финансира ова 160 милионско навраќање на маркантните гангстерски филмови на Марти, за денес да биде уценуван од Академијата за продолжено киноприкажување во киносалите, кои се во собственост на истите луѓе кои не сакаат да го финансираат овај проект. Најголем дел од средствата се посветени на техничките елементи на дигиталното подмладување на ликовите, одработено од студиото за визуелни ефекти Industrial Light and Magic, формирано од Џорџ Лукас, ефекти кои морам да признам дека ми беше потребно време за да се навикнам во првите кадри на испегланото лице на Роберт Де Ниро, но по краткото адаптирање на новата технологија станува полесно препуштањето во остатокот на времетраењето на 3-часовното искуство, кое се одвива глатко и се гледа во еден здив, иако сметам дека опцијата за паузирање на обемното дело е добре дојдена за извршување на сите физички потреби, а во кино би се кајал доколку би пропуштил секунда од филмот. Не смее да се изостави и уделот на композиторот Роби Робертсон, при што неговите вестерн пасажи доаѓаат до израз кога вагабонтите во костуми ги решаваат неразчистените сметки. Филмот е снимен на стотици локации, содржи 300 сцени, уловени со 9 камери со по 3 леќи на Super 35 mm и Red Code RAW. Од сите технички и логистички предизвици, најголем проблем представува долготрајниот процес на разубедување на Џо Пеши да се врати од пензија и доведе од терените за голф пред камерите. Филмот својата премиера ја имаше на Њујоршкиот филмски фестивал, па играше во Лондон, Торонто, Рим, Токио. Netflix купија и реставрираа киносала, кај што се прикажува на редовен репертуар пред и по објавувањето на стриминг сервисот, за љубителите на филмот да може да го погледнат делото на големо платно, задолувајќи го минималното прикажување во кино, кое го бараат уценувачите од Академијата, иако исто како и Рома минатата година, така и Irishman, ова, заедно со Marriage Story, се силните конкуренти за статуетката кои ги поседува Netflix. Ако се компарира филмот со делата од полоснежната кариера на Скорсезе, тогаш не може да се мери со енергичноста и урнебесниот хумор на The Wolf on Wall Street, меѓутоа, за разлика од The Departed, го искористува понудениот актерски потенцијал и ја избегнува медитативноста на The Silence. Сизифовиот камен се претвори во бисер од залезот на кариерата на Скорсезе, снимајќи филм за старењето на еден лик, кој елегично се навраќа на премолчените тајни на одживеаното минато, кој ги погребува во заборав, во непосредна близина до леата на мртви тела. Дело со кое на најдобар начин демонстрира дека и ден денес умее да се нурне во криминалистичкиот свет на мафијашите и на најнепосреден начин да ги покаже нивните карактерни маани со одстранета грижа на совест. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Irishman од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна, стои второто издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!